Нова современа канцеларија добија денеска вработените наставници во основното училиште Никола Карев, во која ќе ги извршуваат своите професионални обврски. Ова беше последната активност што вели директорот Александар Андов успешно ја реализираше во неговиот 6-месечен мандат. Тој денеска пред градоначалникот Лјупче Папазов и пред медиумите даде осврт за сработеното во периодот од 6 месеци и се заблагодари за несебичната подршка од страна на вработените во училиштето и локалната самоуправа. Поводот е двостран. Првиот е со отварањето на новата наставничка канцеларија, која што денеска вие за прв пат влегувате во неа, вработените се уште ја немаат видено и се надевам дека ова беше едно од моите последни ветувања, дека кога ќе го завршам мандатот и ќе имат готов нивни простор, каде што ќе се осеќаат убаво и каде што ќе можат своите идеи и креации да ги достигнат на највисоко можно ниво. Инаку денеска ми завршува и првиот дел од 6-месечниот мандат како вели директор. Затоа овде градоначалникот да му се заблагодарам за довербата која што ми има дадена да ја водам ова институција во овој временски период, за соработката и поддршката која што цело време ни ја дава на сите директори во општина Кочани. До сега сме имале огромно разбирање од негова страна за се што имаме побарано и се надевам дека и натаму ќе продолжи така и само така ќе се гледат успесите на училиштето. Денеска отчетот кој што го презентиравме во еден проект и во PowerPoint презентација беше оно видео кој што ние го имаме сработено за овие 6 месеца. Условите во училиштето се подобрени, според мене на многу повисоко ниво од оно што беше. Долгот кој што уште на почетокот, знаете, на првите 10 дена ми беше наметнат од страна на Автоатом, не обескребен, напротив, ни даде додатна мотивација и енергија да можеме да работиме уште посилно, уште попосветено, за да ги достигнеме овие резултати кои што се денеска и одговорно можам да кажам дека веќе ниту една сметка не се должи на Автоатом и тековно си течат плаќањата онака како што треба. Со тоа покажувам дека одговорно работиме, исто така и оние тековни работи према КП Водовод и слично кои што имаат долгови, постепено ги намалуваме, со тоа што на сметките додаваме плюс средства кои што одат на сметката на КП Водовод. Имаме наши пријатели, луѓе кои што не сакаат да бидат спомнети, имаат поддршка, имаме поддршка од нивна страна и се надам дека понатаму ќе продолжат. Овој отчет го направи само за да видат дека средствата кои што ги вложиле во нашето училиште се на вистинското место, дека и понатаму можат да веруваат во нас, во оно што го правиме и да помагаат и да вложуваат. Градоначалникот Лјупче Папазов истакна дека со вакво одговорно работење и успешно реализирање на повеќе активности, односно реновирање на училишни простори, училишниот хол и паркингот, се постигнуваат одлични резултати и изјави дека преку источниот плански регион во основното училиште Никола Карев ќе се финансираат средства за поставување на фотоволтаици на кровот на училиштето, а ќе се уредува и училишниот двор. Самото излагање на директорот дека сето ова е направено со негова иницијатива, со анимирање и мотивирање на тимот на вработени, со анимирање на техничкиот персонал и односно вкупниот колектив, и сметам само така и во тој правец може да се постигнуваат добри резултати и успеси. И сакам да најавам дека општина Кочани и натаму ќе продолжи со поддршката на сите училишта и на основното училиште Никола Карев и дека веќе сме на пат да реализираме уште еден проект преку Источнопланскиот регион и Бирото за рамнороден регионален развој за поставување на фотоволтаици на кровот на училиштето, за која потреба самото училиште изготви и финансираше проект со кој ќе финансираме преку Источноплански регион, како што реков, до Бирото за рамнороден регионален развој и во поглед на енергетската ефикасност и справувањето со трошоците за електрична енергија, ќе имаме една порелаксирана ситуација. И уште едно ветување од страна на локалниот ротари клуб од Кочани, кој ќе со соодветна апликација кон одредени институции ќе направи напори за уредување на училишниот двор и околината во кругот на училиштето Никола Карев. Основното училиште Никола Карев во изминатите 6 месеци стана училиште со современо опремени простории, кои Александар Андов, вели директор на училиштето, успеа да ги обезбеди преку донација од општествено одговорни компании, средства од сопствениот буџет на училиштето, а дел и од буџетот на менаџерот на училиштето.